На градскиот плоштад денеска започна 22-то издание на саемската манифестација Денови на мед во организација на Пчеларското здружение Пчела од Куманово. 19 производители од Куманово и регионот пласираа пчелни производи: прополис, полен матичен леч, мед во саќе, мед во комбинација со јаткасти плодови и суво овошје, а граѓаните имаа можност по саемска цена од 600 денари да купат мед. 16 се Куманово и Кумановскиот регион, додека имаме 2 излагача од Република Србија, со што нашиот саем станува и меѓународен, добива меѓународен карактер, и еден излагач имаме од Берово. Од Република Србија имаме од Сурдулица и од Власина. Ова година не беше претерано добра пчеларска година, но ние пчеларите мора секојаш да веруваме. Значи веруваме да секоја наредна година ни биде најдобра. Уште сега веруваме дека наредната 2023 ќе ни биде најдобра. Единствен критериум за излагање на деновите на мед, да пчелар поединец може да изложи денови на мед, е да се зачлени во Пчеларското сдружение Пчела Куманово. Членарината е символична од 500 денари, цената на сајмот на медот е 600 денари. Цената не е зголемена ради некој наш кейф или преголема заработка. Немаме доволно количини на мед. Се друго поскапна. Поради тоа цената е поскапена од лани од 500 на 600 денари, што и немаме доволна количина на мед. Се надеваме дека до јануари и февруари ќе ги обслужиме само нашите потрошувачи од општината. Традиционалниот саем на мед е поддржан од општина Куманово. Ова што доделив дипломи се пчелари кои исполниле 40 години од постоење нивно присуство во здружение. Во разговор со пчеларите слушнав дека оваа година не е баш добра година за пчеларите и дека приносот се движи од 4 до 5 килограми по пчелно семејство, што е далеку под просекот за да биде рентабилна оваа гранка. Меѓутоа, она што ја користам и оваа прилика и едно ветување до пчеларите кој што им го дадовме, дека во иднина ова сточарска гранка сериозно ќе биде земена во предвид и сериозно ќе се инвестира. Производителите велат дека во споредба со претходните години, оваа година производството е намалено и во Кумановскиот регион изнесува околу 10 килограми по кошница. Јас се занимавам 7-8 години со пчеларство, ги чувам пчелите во село Габреш, имам околу 80 семејства. Со приносот не сме задоволни, бидејќи климатските услови се слаби. Приносот е некаде околу 10 кила на сандук оваа година. Тоа е многу слабо. Приносот е слаб, бидејќи многу е суша преку летните периоди и температурите се високи, над 40, така цветот не може да меди на 40. Цената и сега може би висока, пошто народот нема пари, ама ние не можеме да обстанеме. Сега го продаваме 600 денари на саемска цена е тоа, а после тоа не знаеме, може би ќе скокне повеќе. Еден пчелар за да биде треба да има љубов кон пчелите. Тоа е најголемата важност за пчелите и на тој начин може да биде пчелар. Опрема му треба, тоа е најнормално. Ние со пчеларство се занимаваме 15 години, последниве 5 години се преориентиравме на органско пчеларство и сме органски пчелари. Значи, оваа година беше подобра од ланската година за нашиот реон, значи пчеливе се сместени Студена бара, значи Кумановско село. Медот ни е приоритет, значи покрај медот, значи матичниот млеч кој што нели доста се е баран во последниве години, значи полен, прополис, значи и имам нешто од природна косметика на основа на производи од пчела, значи со природен восок од пчели, со прополис и така. Козметички производи, значи креми, значи за ексем, за псоријаза, значи. Што се тиче продаje у веќим градовима Србије, што су веќи од Куманова, Куманово се показало меѓу да кажем, виша куповна моć него када одемо у Beogradu. Sve radimo od šumske borovnice, kupine, maline, pečuraka, suvo voće. Znači to radimo na nadmorskoj visini, sakupljamo 1200 pa i većoj nadmorskoj visini. Prerađujemo i ne dodajemo ni konzervanse, ni nekakve druge začine. Znači to šta može da se pasterizuje, šta može da se suši, to radimo i prodajemo tako u tom stanju, znači sasvim prirodno.
Саемот на мед ќе заврши во сабота, а до тогаш граѓаните може да ги посетат штандовите и да купат од пчелните производи.